Добро вечер и добре дојдовте во второто издание на Фактор среќа на телевизија Алфа, поддржано од Државна лотарија. Се надевам дека и денес со задоволство ќе го проследите разговорот со нашиот денешен гостин, кој едноставно е миленик на сите генерации. Без разлика дали се појавува на матичната сцена на штиците што живот значат, театарот, или пак пред ТВ екраните. Тој е театарски и филмски актер, водител, пејач, танчер, режисер, човек од кого што зрачи уметноста. Васил Зафирчев. Васил, добре ни дојде во Фактор среќа. Благодарам за поканата и благодарам за прекрасната најава. Мило ми е што успеав да те најдам во период кога немаш премногу обврски, па можеше да одговориш позитивно. Точно оваа седмица така излезе да практично немам ниту представи на репертоар, ниту имам нели нешто ново за работа, така што ми е драго. Ми е драго, после долго време сум повторно на програмата на телевизија. После 2 години. После 2 години, речиси. Те кани ме редовно во многу емисии. Така е, но не секогаш сум во можност да дојдам во предвидениот термин, затоа што имав прилично интензивни овие последни 4 години беа прилично интензивни, затоа што практично влегував од проект во проекта и некако е тоа логично затоа што сме релативно мал ансамбл кој што ја обслужува целокупната програма на театар. Ете, ние имавме среќа да те добиеме во нашата емисија Фактор среќа и токму од тука би сакала да го започнеме нашиот разговор. Колку веруваш во среќа и во фактор среќа во животот? Па знаете како, јас одамна ја напуштив естетичката животна фаза, веќе сум во етичката, така што одамна ми стана јасно дека среќата не е континуирана состојба, тоа е момент. Е многу релативен, многу индивидуален. Некогаш зависи од другите луѓе, некогаш зависи од вас самите. Но честопати имам чувство дека луѓето успехот го поистоветуваат со среќата, а тоа едно со друго нема никаква врска. Успехот е нешто што е резултат на некакви секојдневни, мали, најчесто мачни поединости кои што ги правиме, кои во големата слика на крајот резултираат со успешно завршена некаква работа, идеја, творечка замисла, сеедно. Но среќата е нешто друго. Среќен може да ме направат многу едноставни нешта. Среќен може да ме направи убав збор, убава средба со убав човек, убава насмевка, добра приказна, добар филм, добра представа, добар концерт. Но тоа се ситни моменти кои што на некој начин ја потврдуваат убавината на животот и секогаш не потсетуваат на тоа дека среќата е секогаш во малите едноставни нешта и човек не треба да ја очекува, но треба да ја наоѓа. Затоа што е таа се присутна насекаде околу нас, само треба да го свртиме нашиот фокус, нашето внимание на оние вистински нешта што нам лично не прават среќа. Колку со годините и со животната зрелост добиваме една поголема објективност и една поголема свесност за тоа што е среќа и како да дојдеме до неа. Токму и затоа кажав, кога човек ќе влезе во етичката фаза, кога се занимава повеќе со сопствената духовна вертикала, го разбира токму тоа, дека среќата се случува, таа не се создава. Таа не можете насила, намерно, со умисла да направите некого среќен, ако тој едноставно не го препознава тоа како момент на среќа. Затоа е многу важно секој од нас да се ги открие оние нешта кои нам лично не прават среќни, барем за миг. Иако мене од секогаш поважно ми било внатрешното спокојство, внатрешниот мир, затоа што кога човек е од внатре спокоен, кога не дозволува надворешните немири да го изместат од оската, тогаш има можност да ги препознае миговите, моментите, настаните и луѓето кои што можат да ни причинат среќа на ваков или онаков начин се. Бидејќи го спомнавме успехот, би рекла дека во твојата професионална кариера успехот е нешто те следи, туку нешто што го докажуваш и постигнуваш со својата професионалност, посветеност, љубов кон актерството. Па ајде да се вратиме во далечната сега веќе 1995-та и првата улога во Велишкиот театар. Во Велишкиот театар, да. И среќата што во тој момент се чувствува, да. Огромна. Морам да признам дека јас сам
изразив желба да се зачленам во тогашното младинско студио на Народниот театар во Велес и се сеќавам дека покојната ми тетка ме однесе, нели, да ме запознае одблиску со актерите на кои претходно само им се воодушевував од салонот. И веќе во тие години кога активно работевме во младинското студио, јас веќе знаев дека професионално ќе се ориентирам кон театарот, односно кон драмската уметност. Логично беше да следат, нели, првите професионални улоги, иако јас студирав кај професор кој беше прилично строг во однос на ангажманите во првите години од студиите, не очекував дека ќе добиам дозвола. Обично тоа се случуваше во трета, четврта година, нели, кога си веќе абсолвент пред дипломирање, но за среќа мојот покоен професор Кирил Ристовски ми дозволи уште во првата година да ги прифатам тие ангажмани во Велешкиот театар. Тоа беа помали улоги, но веќе од следната, тоа како ќе дојде 2002, почнав да добивам и веќе поголеми улоги и тоа ме пратеше во текот на студиите, така што иако имав огромна поддршка од родителите, од семејството, јас многу рано почнав сам да заработувам и на некој начин многу рано се осамостоив како индивидуа, нели? Без оглед на тоа што бев се уште на студии во Скопје, јас многу работев и добро заработував и паметно ги инвестирав тие заработени први хонорари, нели, од професионални, токму на професионално совршување. Да посетам некој воркшоп, некоја работилница, да научам нешто ново што го немавме тогаш како дел од програмата на студиите по актерска игра. И сум многу среќен и благодарен за тоа, затоа што научив многу работи кои потоа и ги имплементирав професионално во голем дел од проектите кои ги добивав и голем дел од авторските проекти кои што ги работев самиот. Она што е специфично за целокупниот тој актерски ангажман е што од прилика некаде на почеток на 30-тите, 33-тата година, имаше остварено веќе над 60 на улоги. Веќе се над 130. Тогаш, да. Значи, за таа животна доба, тоа е едно огромно искуство, што значи многу часови поминати на проби, во театар. Многу секојдневна работа. Одамна разбрав дека во актерството нема минат труд, не постои нешто на што можете да се потпрете од вчера, од пред една година, затоа што секоја улога се почнува апсолутно од нула. Да, вие можете да се усавршите во однос на алатките, во однос на методите, на принципите на работа, да изградите некакво искуство во однос на тоа што значи моментот на излегување на сцена, да ја победите личната трема која можеби имате, да сватите колку е одговорна таа работа, колку е важно да го правите тоа секогаш како за прв пат, нели, иако за тоа стои процес на многу репетиции, на многу домашна работа и така натаму. Но најважен е континуитетот во нашата работа. Уште меѓу првите улоги имав прилика да работам со големи актери, големи уметници на нашата професија, од кои што научив дека најважното во актерската професија е континуитетот и траењето. Вие секогаш ќе имате можност да се досувршувате, да го направите нештото подобро. Сега веќе зборувам првенствено за драмската уметност, за театарот, затоа што на секоја следна изведба вие имате можност да ја надоградувате улогата, да не заврши тој процес на работа на улогата со незината премиерна изведба. Сега телевизијата и филмот се поинакви, затоа што таму чекате многу за еден миг кој што останува, нели, за цела една вечност. Така што различни се околностите, меѓутоа принципот во суштина останува ист. Да дојдете апсолутно подготвен и суверен, односно да верувате во тоа што го интерпретират. И ако некој се придржува само кон тоа, секојдневно работи, се обидува да е секогаш свеж, секогаш нов, секогаш автентичен, без оглед на провокациите и темите кои ги обработуваме, успехот ќе биде неминуван. Имаш ли некој ритуал за среќа пред голем важен настап, пред премиера, нешто што е начин на кој што едноставно сакаш да започне таа позитивна пријазна енергија? Секој актер има свој индивидуален ритуал, особено пред премиера или пред секоја изведба.
Ние во театарот си имаме една воспоставена традиција и пракса, практично да се собираме на куп сите колеги што играат во представата. Имаме еден ритуал кој што сега не можам да го прераскажам, но кој што се однесува на тоа да бидеме еден во друг по време траењето на целата представа, нели? Да имаме фокус и на себе си, и на партнерот, и на партнерите со кои играме во различни сцени. Да речеме во представата Без крв, која што играме на сцената на Пловдивскиот театар, пред секоја представа се собира целата екипа и најчесто режисерката Дијана Добрева доколку е тука, и правиме еден мал ритуал, броиме од 8 до 1, што е една од сцените во представата, и на крајот завршуваме со една сентенца која вели прецизноста ќе не спаси. Што мислам дека е многу точно за актерската професија, нели, да се држиме до прецизно сработеното и да се обидеме тоа да го интерпретираме токму онака како што сме го подготвували. И тоа е добар рецепт затоа што ви дава добар фокус, добар влез во представата и ве потсетува дека не сте сами и во представата не зависи се од вас, туку зависи од вашето внимание и фокус на целокупната екипа која што ја гради представата, што е многу важно бидејќи театарот е пред се колективен чин, без оглед на вашиот индивидуален ангажман внатре во него. А веруваш ли дека постојат предмети кои што носат некому среќа? Секако. Ама или затоа што знам дека Калиопи пред настапот на втората Евровизија на која што учествуваше во Шведска се пофали дека доби многу убав подарок со името Дона и рече ќе го носам на мене да ми носи среќа. За среќен и за успешен настап, да. Од тебе подарок, така. Сакам такви и имам доста такви предмети од драги луѓе, драги колеги кои што имаат во себе убава мисла и убава енергија и затоа носат среќа. Затоа што за мене среќа е да ни помине представата во најдобар, најубав и најуспешен ред. Нели? Без оглед на интерпретациите кои можат да варираат од една до друга изведба, од една до друга публика. Многу често и публиката знае да биде момент на среќа, затоа што не секоја публика ја восприема представата на идентичен начин. Некои реагираат многу побрзо затоа што имаат развиено веќе побрза интелигенција за оперирање со информациите што ги добиваат од сцената. Има публики кои што реагираат поемотивно, така што многу често и публиката знае да биде фактор на среќа. Кога станува збор за представите, да речем. А играш ли игри на среќа? Не многу игри често, на среќа? но да, знам понекогаш обично татко ми се милува да си игра игри на среќа, лото, грепки и така натаму, така што некогаш знае тој да ми подметне некоја грепка, нели? Но да, сакам и верувам во тоа дека е фактор среќа. Да се пронајде кога се среќа. игрите во прашање. Ние од нашите поддржувачи Државна лотарија имаме тука од популарните грепки Урбан стил. Не знам дали никогаш си гребел од овие грепки. Од овие не. Парични добивки има, електричен скутер има и еве можност сега на лице место да видиме што вели среќата и дали можеби ќе изгребеме 3 исти полиња, што би значило добивка. Сите полиња? Сите. 50 денари првото поле, колку што чини гребка. Потребни ни се 3 полиња со ист износ, втора 50-ка. Инаку најголемата добивка е во вредност од 229.503 денари, Урбан 50 денари имаш добивка, гледам. Ајде, ќе ги изгребеме и другите. 3 по 50? Да. Добро, тоа значи дека можеш на некој од продажните места на Државна лотарија да си земам нови грепки. Така е, ја ќе речев да си земеш 50 денари или да си земеш нова грепка која може да ти донесе електричен мотор или некоја од другите тоа се главните премии, парични главните награди. добивки. Ова значи дека сепак имаш среќа. Твојата грепка е добитна, не недобитна, а бидејќи на крај на емисијата ќе ти испратам со пакетче грепки, се надевам на уште поголема добивка во некоја од следните гребења. Васил, кои се луѓето или факторите што на тебе ти донеле најмногу среќа во животот? Луѓе.
ги има повеќе. Ги има и од животот, и од професијата. Најчесто се тоа, во мојот случај, луѓе и настани кои што ме испровоцирале на некаков раст. Пред се духовен, а потоа и креативен и творечки. И обично тоа биле луѓе со кои не биле многу пријатни првите средби. Интересно. Знаете, обично најголемите дарови не секогаш доаѓаат во убаво лице, нели, во човек кој што од прва ви е пријатен, но многу често сум се водел и од интуицијата да препознаам. Еве, веќе ако правиме умет за професијата, тоа биле најчесто режисери кои што имале драматично влијание врз мене како актер, односно ве фрлеле во некои тотално нови, неистражени, небезбедни пространства за вас како уметник. И тоа во првиот, на прв печаток остава неверојатен страв, нели, прави ми известна блокада, но интуитивно сум знал да проценам дека токму таму лежи нешто што ќе ме одведе негде подлабоко или повисоко внатре во мене самиот, нешто од кое што ќе научам, нешто од кое што ќе имам голема добивка. И ги сметам таквите моменти за среќни моменти, затоа што сум имал внимание и фокус да го препознам тоа. Многу често луѓето, нели, на прва знаат да кажат не, тоа е преопасно за мене, јас во тоа не се впуштам. Но најчесто токму тие режисери кои што ме фрдале во такви опасни пространства за мене, всушност најмногу ми дале. И тоа не резултирало само со убаво реализирани улоги, да речеме, туку резултирало и со едно прекрасно искуство, со една прекрасна методологија која што понатаму во другите идни професионални ангажмани знаела многу да ми користи. А што се однесува до животот, па луѓето кои не се најблиски, кои секојдневно не обкружуваат, тие секојдневно може да бидат причина за наша среќа. Така што благодарен сум што ги имам. Она што може би гледачите не го знаат за омилениот актер Васил Зафирчев е неговата приватна страна во смисла секојдневие и она што те прави среќен и те исполнува секојдневно. Знам дека многу внимаваш на себе си, имаш еден одговорен однос кон не само кон духот, кон телото, кон физичкото здравје, дека имаш ритуали утрински со кои што инсистираш да ти започне денот, дека внимаваш на исхраната, дека си вегетаријанец, нели, јога, медитации, сето тоа помага за чувството на среќа, на исполнетост. Па тоа се градеше кај мене долги години. Јас прилично сум отворен човек, сакам да пробувам нови работи, нови вкусови. Но некако со текот на времето успеав да си изградам некој мој начин на живот, кој што е најдобар за мене, во смисла на тоа кој што ми прави да сум континуирано спокоен, континуирано со внатрешен фокус на она што мене ме исполнува, на она што мене ме прави среќен на крајот на денот. Но кога правиме муабет за уметнички професии, тие секогаш првенствено се ориентирани на многу одрекувања, затоа што уметничката професија е таква. Во име на ангажманите многу често пропуштаме многу значајни, важни, лични моменти или важни моменти за луѓето кои ни се блиски, кои ги сакаме, кои ни значат во име на професијата. И тоа е нешто што и тоа како знае да фрустрира на почетокот, нели? Но потоа некако успеав да изградам таа своја кула во која си функционира се онака како што јас сакам и како што е најдобро за мене. И тоа подразбира, како што кажав, многу одрекувања, многу внимание на начинот на исхрана, на редовниот сон, на физичката активност, затоа што на крајот на денот сето тоа резултира и со она што го правам професионално. Многу често токму непочитувањето или непридржувањето кон овие принципи знае многу често да оди на штета на професионалниот живот, нели?
по смисла да не можете да реализирате одредена задача затоа што имате неколку килограми плюс или затоа што не се чувствувате вистински здраво во моментот или затоа што имате ваква или онаква фризура. Секогаш сум се обидувал да сум приватно што е можно по-неутрален, за да можам поадекватно да одговорам на сите професионални предизвици. И во таа насока првенствено останува збор за одрекување, отколку за некакви челични принципи од кои не отстапувам. Но генерално внимавам на сето ова што веќе го споменавте. Имав периоди кога бев и веган, имав периоди кога бев вегетаријанец, имав период кога повторно се вратив на месото, затоа што во тој период и активно тренирав. Имав некаква замисла да ставам некој килограм плюс, но со текот на времето сватив дека мојот организам си ја знае својата хомеостаза, знае што е за него, нели, некаква хармонична средина и нештата си се враќаат, сакале ни или не, на оние нели принципи кои што на долг рок најдобро работат за нас. И убав е човек тоа да го препознае на време и да се придржува за тоа. Да, еднаш прочита во некое твое интервју дека сакаш да излезеш во ресторан, во кафеа, на содружство со пријатели, но дека токму поради професијата многу често така е. Мораш ќе каснете помалку да отколку што ќе ви сервираат, ќе спиете помалку отколку што сакате или колку што ви налага расположението, убавата атмосфера. Но тоа е тоа, затоа што следното утро ве очекува проба. Нели, во 10 часот вие треба да сте будни и активни на сцената. Не можете да дојдете со нерасонети, неразбудени, нешто да ве боли, да сте прејадени. Невозможно е да се занимавате со оваа професија така. Таа си бара некакви принципи кои човек мора да се придржува до нив. Многу често се случува да речеме и да не вечерам. Затоа што имам представа која што подразбира малку по динамична актерска игра или некаква поинтензивна физичка активност. Има и такви представи во кои треба нешто да дигнете, партнер, колега, имате некакви танцови партитури. Тоа со вечера нема како да стане, така што многу често и не вечерам, ама има и представи во кои што имаме што да јадеме, па пак не вечерам и така. Интересно е. Она што е одраз на твојот калибар како актер е што одлично знаеш да се носиш со ведри, комични улоги, подеднакво добро и со тешки улоги, со комплексни карактери, личности кои што треба да се одглумат, сеедно дали е тоа во театарот или на ТВ екраните. Па ева она што е актуелно периодов е веќе најавениот нов филм Утре наутро на режисерот Јани Бојаджи, чија што премиера е закажана на 19 ноември во Синеплекс, филм во кој што ти толкуваш еден од главните ликови. Од главните машки улоги. Така, еден специфичен лик, еден специфичен ангажман, не само лик. Карактер, така. Ајде малку за тоа искуство и за тој... Прекрасно искуство беше во секој случај. Мене ми ова втора соработка со Јани што се однесува до филмот и телевизијата. Претходно нели имавме серијата Бистра вода, каде што исто така имав една многу провокативна актерска задача да играм еден опасен негативец, дури антипатичен во голем дел од сцените кои што го опфаќа. Како е тоа кога треба да се игра негативен лик? Има ли нешто во тебе што се бунтува пред да го прифати ликот? Како не? Секогаш актерот има за цел да го засака ликот, без оглед на тоа кои се негови позитивни и негативни страни, што тоа корелира лично со нас. Моја задача е да ја откријам природата на тој човек, нели? Зошто е тој човек таков, зошто постапува вака или онака, без да осудувам, без да се ориентирам кон само позитивните или само негативните страни, бидејќи се е тоа живот, се е тоа нешто што го прави жив тој лик, нели? Но провокативно беше особено сега во овој ангажман затоа што играме на ромски јазик. Нешто со што за прв пат се соочувам професионално, иако уметнички од секогаш сум имал многу изграден сензибилитет кон она што е
што е ромската култура, традиција и уметност, ако сакате, нешто кое многу корелира со мојот психоемотивен апарат. Меѓутоа никогаш во театар не сум имал прилика, нели, малку поодвнатре, подетално да се занимавам со тоа и овој пат имавме среќата да добиам таква улога, јас и неколкумина наши колеги кои што играме, нели, ромски ликови, но овој пат играме ликови кои се некакви светли примери на ромската заедница, или нешто што обично не било случај. Обично филмот се занимавал со лошите страни на една заедница или се обидувал на некој начин од тоа да направи некаква комедија или некаков ефект на хумор. Овој пат ние се занимаваме со убавите, со светлите примери. Јас толкувам еден лик кој што е ром по потекло, кој што е еден господин, еснав човек, кој што поминал многу трновит пат, успеал да направи многу сериозен, успешен бизнис во Италија со производство на органско овош и зеленчук, и тие искуства се обидува сега да ги преслика во сопствената, во неговата матична земја. И токму преку дистрибуцијата на овошјето и зеленчукот практично стапува во контакт со една од главните хероини во филмот, ликот кој што го игра Нина Дејан, и со неја започнува една фантастична љубовна романса. И многу беше интересен процесот на работа, доста долго работевме на јазикот, нели? Да, го тоа сакам да научиме. прашам, како се подготви, имавте часови, имавме подготовка, наставници, имавме така. многу репетиции. Лесно ли го многу научивте проби. јазикот? Па да, она што го имавме како реплик, јас во ниту еден момент не би рекол дека го научив ромскиот јазик, бидејќи навистина тежок. Меѓутоа, да, за улогите научивме да говориме течно, правилно, да разбираме што говориме, што ни возвраќа партнерот, и беше едно прекрасно искуство. Се надевам дека сме верни на предизвикот, на задачата. Исто така дека сме направиле убави улоги и дека на убав начин сме раскажале една убава приказна, која иако во својата жанровска дефиниција е политичка драма, бидејќи се занимава со системската дискриминација од која сите ние како граѓани многу често знаеме да бидеме жртви, нели, некогаш и несвесно, праќа убави пораки за вербата. За вербата во утре, за вербата во тоа утре, за вербата во тоа дека утре навистина може да биде подобро, ако секој од нас го препознае својот сегмент во кој што може да го даде најдоброто и најубавото од себе. И тоа е по мене најсилната порака која што испреќа филмот и нешто што на Македонија како држава дефинитивно и не достига, нели? Да престанеме да го вперуваме прстот кон одредена група на виновници, туку да сватиме дека сите ние сме дел од системот и сите ние на некој начин сме виновни за се она што ни се случува и дека мора да најдеме начин како да направиме првенствено промена во себе си, а потоа да очекуваме промена и надвор. Затоа што кажа се надевам дека добро ги одглумивме ликовите. Од колегата Бајрам Северџан добивте само пофални зборови и позитивна критика. Сите како актери кои што имавте нели своји улоги кои што требаше да се говорат и на ромски јазик, а со оглед на големата популарност и успехот на Бистра вода, дали очекуваш дека сега и филмот Утре наутро? Па јас очекувам дека, видете, прво јас ќе доживее таков првенствено успех се радувам на секој еден обид, некаква идеја творечка која на крајот завршува со некаква реализација кога е во прашање кинематографијата кај нас, бидејќи навистина снимаме многу малку во однос на искуствата што ги согледувам кај нашите соседи. Ние речиси се катастрофални бројките за тоа колку се снима и колку се поддржува воопшто играната продукција кај нас. Така што јас се радувам на секој еден нов филм, без оглед на жанрот, без оглед на екипата, без оглед на идејата, авторската провокација. Секој еден филм е нешто што може да изгради некаква блиска врска и некаков мост со публиката покрај малите екрани, во киносалите и така натаму. Не можам да го споредам со искуството од Бистра вода, бидејќи
Бистра вода беше телевизиска серија, таа започна со емитување токму на телевизија, меѓу овој пат, нели, филмот ќе има малку поинаков пат. Ќе почне прво како целовечерен игран филм кој ќе се дистрибуира низ сите кина во Македонија, ќе има веројатно и фестивалски представувања, а дури потоа ќе излезе, нели, ТВ серијата од 4-5 епизоди од час и половина, не знам какво ќе биде времетрењето, но јас особено ме радува во случајов таа средба со публиката во киносалите, затоа што мислам дека треба да посветиме особено големо внимание на тоа како да ја вратиме публиката повторно во киносалите, бидејќи сега со дигитализацијата, нели, некако и публиката стана мрзлива и поедноставно е да си го спушти филмот и да го изгледа дома, на лаптоп, на телевизор, отколку да дојде во кино. Сметам дека тоа е многу важно што филмот ќе има кино представување, затоа што тој контакт со публиката во киносалите е сосема поинаков и не може да го замени она што е, нели, телевизиската публика, бидејќи јас не знам какви се нивните реакции во моментот додека го гледаат, додека во кино е сосема поинаква возбудата и особено се радувам и на тие евентуално можни средби кои што ќе ги имаме со кинопубликата на представувањата на филмот низ Македонија и иностранство. Сите со нетрпение го очекуваме 19 ноември и премиерата на утре наутро. За многу работи не стигнавме вечерва да проговориме, затоа што твојот животен пат е толку богат и исполнет, што чинам ќе ни треба повторно во некоја следна емисија да зборуваме и за други нешта, како за наградите, за искуствата, како уметнички директор на театарот во Велес, на Рациновите средби, сите тие други нешта кои што ја надополнуваат твојата богата биографија. Ќе имаме и убави прилики и убави поводи. Сега, со должна благодарност што одвои време и дојде да ни бидеш гостин, ќе те испратам дома со ова пакетче од Државна лотарија, каде што имаш нови грепки, урбан стил, дел за тебе, а дел може на татко ти да му однесеш поздрав од нас. Одлично, еви добитната ќе си ја ставам овде, да ми носи среќа за останатите. Ми беше исклучително задоволство, но и чест да се видиме од оваа страна на камерите, а следното гледање верувам дека ќе ни биде на 19. Ти благодарам на поканата, ми беше навистина пријатно. Јас кога ми е убав соговорникот и убав разговорот, немам чувство за времето. Не знам дали бевме во рамките на предвиденото, можев и уште повеќе, но се надевам дека ќе имаме убави поводи за нови средби во иднина. Јас уживав многу среќа и многу успех и понатаму и на професионално поле и во секојдневниот живот да се гледаме за нешта како што спомена. А и на вас, почитувани гледачи, ќе ви посакам убав остаток од вечерта, убав викенд. Не заборавајте дека среќата е насекаде. Државна лотарија како одговорен приредувач на игри на среќа подсетува дека е неопходно да имате 18 години за да си ја побарате среќата преку нивните грепки, лозовите или Лото 7. Ви посакувам се најдобро до следната средба.